Граѓаните на Кочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело и ја наполнија салата на седмиот поред концерт по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев од Кочани се одржа во спортската сала. Концертот е со една единствена цел – да се помогне на Славица Димитрова од Кочани, на која и се потребни финансиски средства да замине на лекување на очите со матични клетки во Русија. Организаторот Тоше Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак, додека беше жив, му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Кочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум, на роденденот на Тоше Проески. Во оваа прилика би сакал да упатаме на огромна благодарност и огромен почит спрема мојата публика од Кочани, како и секој години оваа година си ја знаат работата си ја знаат на некој начин би рекол желбата да помогнат и да бидат присутни на овој мој концерт. Значи како што помогнале на многу наши сограѓани, оваа година помогнале и помагаат се уште за Славица Димитрова, наша сограѓанка од Кочани. Инаку би сакал исто така да се заблагодарам вака јавно на пеачите, на моите поддржувачи, на поддржувачите на мојата иницијатива за овој хуманитарен концерт, исто како што и Александра Јанева и Филип Божиновски од македонската естрада. Ете така би се заблагодарил и на вас како телевизија што секој година и секојдневно сте ми поддршка за сите мои без разлика дали хумани или било какви проекти и организации. На концертот настапија локални кочански групи и пејачи: А Позитив, Театро Бенд, Петар Малинов, Методија Пандурски, Оливер Стаменков, Драгана Јорданова и дуото Габијана Стоименов и Марко Насковски од класата на професор магистер Марија Максимова, ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип. А како специјални гости настапија Александра Јанева, Филип Божиновски и Елена Петреска. Втор пат сум во Кочани. Баш пред еден месец за прв пат се запознав со публиката овде во Кочани, многу весел, многу позитивен народ. Конкретно за настанов ме исконтактира Тоше. Уште од минатата година, значи тогаш имав некои обврски, не можев да дојдам за жал. Меѓутоа се договоривме, јас дадов честно ветување дека наредната година ќе присуствувам на хуманитарниот концерт. И еве ме тука сум, се надевам ќе се забавуваме и сите ќе ги пееме нашите песни. До Славица се видовме точно пред еден месец. Си направивме муабет, исто многу позитивен лик. Многу ми е драго што можам на било каков начин да помогнам. Ги засакав и неа и Тоше, така што секојаш им стојам на располагање кога и да треба. Подготвувам албум, мој дебют, прв албум, на кој нормално ќе бидат нели и сите тие хитови од Макфест и синглови од 2013 па навака. Меѓутоа снимам нешто ново, нов материјал, така што наредната 2019 година ќе биде одбележена со албум. По принцип секогаш ги прифаќам хуманитарните настани, бидејќи сметам дека сите ние треба да помогнеме онолку колку што можеме. За среќа ние пејачите имаме таква професија каде што можеме да допринесеме и еве конкретно сега за Славица да отиде на операција и се надевам дека ќе биде и успешна операцијата и се надевам дека вечерва ќе има доволно голем број на публика и ќе се соберат средства за незиното заминување на операција. Така, што ново можеме да очекуваме од Елена кратко само? Да, во 2019 веќе го најавував, наскоро започнува новото македонско музичко талент шоу, Мелоди талент шоу, на кое што јас сум уметнички директор и наскоро почнуваме со аудиции низ цела Македонија, значи тоа е нешто ново од мене. И значи што ќе биде и како ќе се случува и накнадно ќе ве информирам. И исто така ќе имам наскоро и нова песна и еден кавер преработка од една македонска постара песна и така тоа е значи ново што ќе се случува во 2019 ќе биде навистина плодна и со Мелоди талент шоу се надевам дека македонската естрада ќе биде на едно многу повисоко ниво и ќе се освежиме, ќе оживееме на некој начин. Многу ми е драго што
вечерва сум тука заедно со вас да пееме и можеме да помогнеме. За некому тоа е можеби малце, но за Славица е и како многу. Дај Боже да собереме колку што може повеќе средства за да може девојчето да биде подобро. Мене ми е стварно многу често сум вечерва овде, Кочани имаат прекрасна публика, така да сум сигурен дека ќе се забавуваме. Кратко што можеме да очекуваме ново во 2019 година? Веќе една песна треба да излезе за околу месец дена со видео и со спот. Песната се вика на српски, се вика "Не чуј да ја преболим". Веќе за пред летото исто најавувам една песна во побрз ритам. Не би сакал тоа да го откривам. Би кажал дека ќе биде на македонски и на српски, така да ќе имате прилика да ја чуете и на српски и на македонски. Славица Димитрова се заблагодари на сите кои придонесоа за организирање на концертот, како и на сите пејачи кои дојдоа на концертот. Ова е 7 година поред на одржување. Претходните 6 беа организирани исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош.